Министр, ќе благодарам за ова интервју за Мија. Пред се сакам да ве прашам како ве примија утрово, имавте средба со Столтенберг, било е ќе имате уште билатерални, како во овој прв ден во НАТО, а не како земја партнер? Вообичаено се стресни ваквите големи средби, а денеска се возбудливи. Јасно е дека ние сме добрата вест и на оваа средба, како што бевме и на претходниот самит, и мора да ги искористиме овие 5 минути. Нема да траат долго, но за мала држава како што сме ние, оваа шанса ретко се пружа. И кога ќе се пружи, треба да се искористи. Денеска сите со кои што разговаравме повторуваа дека ова наш заеднички успех. Ако ова го третираат како успех на НАТО, мислам дека ни е јасно колку е голем нашиот успех. И во право се, немаше да успееме ако двете страни од равенката не беа исполнети. Ни требаше и поддршка од сојузниците и од алијансата, и навистина ја добивме, за разлика од одредена воздржаност на почетокот во 2017, навистина после тоа го добивме и генералниот секретар, и замени генералниот, и целиот негов тим да работи со нас и да не поддржува. Но од друга страна, ништо немаше да можат да направат ако ние не си ги доведевме во ред нашите работи. И затоа ова е успех и кој сите ние треба да си го признаеме и да си го честитаме. Меѓутоа, работата продолжува. Треба попладнево јутре да присуствувате на Северноатлантскиот совет, на НАКО, како што го викаат. Прво едно практично прашање, техничко. Како ќе стои Северна Македонија, веќе попладнево ќе биде според последните информации стои нашиот статус, тоа дека сме поканета invitee, да. Кога може да се надевам очекува? дека штом ќе стигне практично нашата нота која ќе биде упатена до сите земји и до организации како НАТО, во тој случај ќе почне да се применува. Ние го применуваме, меѓутоа и тие ќе почнат да го применуваат името Северна Македонија. Значи од утрешниот... Јас мислам дека може би дури и веќе попладнево. Беше интересно, минатата недела имавме еден колега, еден од вработените во Министерството за одбрана, беше на технички состанок во НАТО. И сабајлето работеле, во првата пауза излегле, се напиле кафе, кога се вратиле, местото му било сменето. Да. Сега сте веќе земја која што е поканета да присуствува, а не сте веќе само партнер. Преку ноќ се менуваат работите и покажуваат колку е тенка понекогаш линијата помеѓу успех и неуспех. Овој пат бевме на вистинската страна. Една од информациите која ги добиваме како новинари е дека да, точно процесот на ратификација би требало да трае едно година дена, меѓутоа дека може да се забрза тој процес доколку Македонија доволно ревносно работи на тие реформи и ги убеди другите сојузнички дека заслужува што побрзо да биде покриена со тој член 5 и да биде дел од оваа алијанса. Има ли шанси и како работите вие и другите министерства на овие реформи, да речеме до декември, да можеме да ги убедиме за самитот во Лондон да бидеме да станеме членки? Процесот на ратификација е малку понепредвидлив од она што го имавме досега. Досега разговараме со, да кажам, извршните власти. Знаете кои се представници, знаете кои зборуваат во име на членките, знаете кои зборува во име на НАТО и тука ако ги убедите, реално резултати се случуваат. Парламентите се, знаеме тоа и од нашиот пример, понекогаш понепредвидливи, затоа што процедурите знаат да бидат прилично комплексни. Денеска и на средбата со генералниот секретар ја чув истата формулација. А тоа е дека никој не очекува некоја земја членка да има суштински проблем поради кој би се одложила ратификацијата. Тоа е во суштина и вашето прашање. Но дали би се забрзала? Меѓутоа факт е дека оваа година ќе има европски избори, кај некои од земјите членки има и национални избори, а кај некои земји членки како на пример Белгија, вие знаете колку е комплексен процесот на ратификација. Неколку парламенти, неколку процедури. Ние ќе го правиме нашиот дел од обврските. Ќе испорачуваме добри резултати. Ќе ги сработуваме реформите кои ги најавивме, пред се заради самите нас. Не толку заради ратификацијата, бидејќи мислам дека ги убедивме
сите земји членки на НАТО, сите 29, дека навистина Македонија за година и половина се трансформираше практично веќе не е истата земја. Ние сме свесни дека има многу други прашања кои треба да ги решаваме. Меѓутоа да се поместите од земја која беше на раб на граѓанска војна, насилство во парламент, поделена по сите основи, со прекршен устав, во земја која што ги средува работите, ги решава проблемите со соседите, спроведува домашни реформи и ја прави демократијата да биде видлива како што беше пред 5, 6, 10 години. Тоа не е лесно. И го ценат тоа сојузниците и мислам дека не е случаен овој прв талас на ратификации. Видете, првиот ден што можеше Словенија ратификуваше. Утре најавите се дека Албанија ќе ратификува. Денеска бугарскиот колега ми кажа дека тие веќе го пуштиле исто договорот, очекуваат ратификација следната недела. Во Романија ратификацијата исто така се очекува веќе следната недела. Тоа не се случува лесно. И тоа е заслужено. Но велам, до крајот на годината ќе работиме особено на нашите домашни реформи, правосудни, одбрамбени, заради нашите граѓани и заради нашите институции. Вие знаете дека оваа година имаме и други амбициозни планови. Почеток на преговори со Европската Унија. Немаше и нема време за одмор и ние тоа го знаеме. Тука се поклопуваат тие реформи конкретно за правосудството, за владењето на правото има бројни критики во јавноста, ги знаете. Исто така околу разузнавачките служби, до каде сме со таа реформа и дали има ризик од застој во одреден момент? Каква е проценката за сега Нема да и кои дозволиме, се забелешките? Нема да дозволиме да направиме грешка во чекори која ќе ги загрози нашите стратешки интереси. Таква не направивме минатата година, таква не направивме никога бевме бирани за влада. Понекогаш брзите решенија изгледаат многу атрактивни. Ама после некое избрзано решение ќе паднеш на првиот чекор. Не дозволивме тоа да ни се случи. Во правосудството помалку функционираме и со врзани раце. Владата мора да создава правна рамка, амбиент, ама на крајот правдата не треба да зависи од извршната власт, инаку ќе се вратиме од таму каде што тргнавме. Меѓутоа, верувајте дека сме свесни со колкава лупа не гледаат и граѓаните, и Европската Унија, и НАТО. Јас очекувам дека искуството позитивно кое го покажавме, например, со антикорупцијската комисија, со законот за борба против корупција, ќе го повториме и за едно исто така важно прашање, законот за специјалното јавно обвинителство, односно измените во законот за обвинителство со кој овој орган, ова обвинителство, ќе добие многу важна задача. Сето ова се работи кои можеме да ги завршиме. Но апелот е и до правосудството, и до обвинителите, и до судиите. Мора да си го заработиме нашиот ангажман. А единствен начин на кој судиите и обвинителите ќе си го заслужат своето место, својата функција и да делат правда по право, по закон, по оние врвни критериуми на етика и морал. Исто така како што е наша обврска да го заслужиме нашиот мандат со тоа што нема да им се мешаме. И знам дека понекогаш очекувањата се високи, но ако ние почнеме да користиме црвен телефон за да јавуваме пресуди, ќе завршиме во некоја нова верзија на старото ВМРО. Тоа не сакаме да го направиме. Во делот на разузнавачките структури повеќе имаме и обврска, имаме и повеќе можност да менуваме. Првата фаза беше успешно завршена. Целосното превземање на системот за законско прислушкување надвор од Министерството за внатрешни, создавањето на независна институција, изборот со двотретинско мнозинство на директорот и создавањето на елементи на собраниска и граѓанска контрола. Навистина го изведовме по книга. И добивме пофалби. Тоа беше еден од големите плусеви во НАТО и во Европската Унија. Сега одиме на втората фаза, каде што зборуваме за генерална реформа на овој систем. Предноста е што ќе работиме исто заедно и со Европската Унија и со НАТО. И ќе ја направиме така да покажеме дека само професионалноста е критериум. Партиите имаат свој терен за работа. Професионалците мора
да бидат способни без партиски интервенции да ја вршат својата работа. Не да ја злоупотребуваат, не да ја зајакнуваат. Македонија страда од малку премногу дискусија за разузнавачи, за информации, точни и неточни. Сето тоа ќе го направиме така да Македонија може да смета дека и тој дел од обврските се завршени. Има ли Македонија капацитет, таа забелешка ја слушнавме од НАТО неколку пати, има ли Македонија капацитет да управува со сензитивни, чувствителни информации? И што останува да се направи до полноправното членство во тој дел? Ова е важен тест дури за постоечки членки. Сегашните технологии, сегашниот притисок на сајбер напади, на хибридни закани ги прави дури и земјите членки на НАТО понекогаш порозни за ваков упад. Ние ќе треба да покажеме дека нема да бидеме најслабата карика. Затоа работевме и минатата година на подготовка на еден тип на систем, обезбедување на опрема и заедно со НАТО работиме на воспоставување на таа мрежа за размена на информации, која што ќе биде и софистицирана и безбедна. Имаме луѓе, секогаш требаат повеќе. Она што е важно е дека имаме систем кој нема да дозволи поединци да го одвнатре не корумпираат, туку да го упропастат. Низ овој период од една година ратификации, ние ќе покажеме дека нема да бидеме слабата карика. Во делот за финансиите и за буџетот до 2024 треба да ги постигнеме тие дел. Така ние имаме таа заложба, ќе ги постигнеме. Нашиот план го дефиниравме во 2017 и покажавме дека и во 2018 и во 2019 го испорачавме ветеното. А тоа е? И тоа е 0,2% од бруто домашниот производ секоја година пораст. И со тоа ќе дојдеме до 2024 до 2% од бруто домашниот производ. А тие се во кеш или се тие се пари кои што тие се пари кои што стануваат пари во буџетот на одбраната. Значи тоа не се 2% кои ние ќе ги земеме од македонскиот буџет и ќе ги префрлиме на НАТО сметка. Не, тоа се целосно пари со кои што ќе ја финансираме нашата одбрана. Со нив ќе можеме да обезбедиме помодерна армија, подобро опремена. Со нив обезбедуваме повеќе шанси за подобри услови за работа за припадниците на АРМА. И тоа беше причината зашто ние и минатата и оваа година можевме да ги покачиме платите на сите кои што се во армијата. Оваа година ги покачуваме и во армијата и во Министерството за одбрана. Ги зголемивме нашиот придонес во Авганистан, го зголемивме нашиот придонес во Либан. И во исто време од оваа година ги почнуваме сериозните проекти за модернизација на армијата. Велам, не е тоа нешто што ќе му го платиме на НАТО за да можеме да бидеме членка. Тоа се пари кои ќе ги инвестираме во нашата одбрана, но таа одбрана ќе биде и дел од колективната одбрана. Морам уште едно прашање за крај да ве прашам, дали Македонија ќе испраќа уште нови војници на нови воени жаришта од сега и натаму, дали има некакви планови и колку? И што значи членството во НАТО за заштитата на тие војници? Дали ќе има дополнителна заштита со ова? Ние денеска, исто и како и пред да бидеме поканета членка, имавме своји војници во неколку НАТО мисии, во ЕУ мисиите, како таа во Босна, и во мисии на Обединети нации, како што е таа во Либан. Тоа ќе го продолжиме, меѓутоа се разбира дека ќе носиме одлуки за бројките во зависност од светските проблеми, во зависност од позициите на НАТО и во зависност од одлуките на нашите институции. Ние и оваа година планираме зголемување на нашиот придонес во Авганистан. Има голем интерес и кај припадниците на АРМА да учествуваат не само во мисијата во Авганистан, туку и во некои други, како на пример во Ирак, каде што многу наши припадници на армијата веќе беа. И разгледуваме опции покрај нашата соработка со Америка, Германија, Турција и Италија, да соработуваме и во заеднички мисии под покровителство на Европската Унија со Франција. Тоа ни е, како да кажам, амбиција, план, кој што ќе покаже дека Македонија не е само амбициозна на план на НАТО членство, туку дека покажуваме иницијативност и во делот на Европската Унија. Ви благодарам. Благодарам.